Добре дојдовте во Урбаните вести. Граѓаните нема да имаат дополнителни трошоци за менување на патните исправи и други документи. Тие ќе се менуваат кога ќе истече нивната важност. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски на пресконференција изјави дека нема потреба од грижа, бидејќи граѓаните нема да мораат да ги менуваат патните исправи веднаш. Самиот договор е етапен договор и тој треба да се имплементира во наредните 5 години. Ова е само најава за вестите кои следуваат во продолжение. Војнот на конј ќе се преименува во Александар Македонски, со напомена дека е дел од хеленскиот антички период. Изградба на инфраструктура за собирање отпадни води во Скопје. Се прават нови ископувања за снабдување со вода за селото Чифлик. Признание и парични награди за најдобрите матуранти од Скопје. Започна 8-та ликовна колонија Љубанци 2018. Спомениците на Александар Македонски, Филип II и Олимпија нема да се рушат, туку ќе се даде објаснување дека се од хеленскиот антички период и ја отсликуваат хеленската култура и ќе бидат како символ на пријателство меѓу Македонија и Грција. Спомениците изградени во рамки на проектот Скопје 2014, која отсликуваат хеленската култура како историско и цивилизацијско наследство на светот, ќе го добијат тој епитет, информираше денеска на пресконференција портпаролот на владата Миле Бошњаковски. Војнот на конј ќе го преименуваме во тоа што вистински е, Александар Македонски, и ќе дадеме објаснување во рамки на споменикот за што станува збор, односно Александар Македонски како дел од хеленскиот антички период и како светско културно наследство, истакна Бошњаковски. Според него овој споменик нема да се урива, туку тој ќе остане како символ на пријателство меѓу Република Македонија и Република Грција. Истото ќе се случи и со споменикот на Филип II и споменикот на Олимпија. Посочувањето на хеленската култура како историско и цивилизацијско наследство на светот на споменици од Скопје 2014 е предвидено со договорот што го постигнаа премиерите Зоран Заев и Алексис Ципрас за спорот со името. Денеска започна изградбата на инфраструктурата за собирање отпадни води во Скопје. Инвестицијата е финансирана со средства на Европската Унија во износ од над 9 милиони евра и кофинансирана со 15% од буџетот на Република Македонија и е предуслов за изградба на главната пречистителна станица за отпадни води за град Скопје. Во населбата Ново Лисиче во општина Аеродром денеска почнаа градежни работи за ИПА-2 проектот, подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадните води во град Скопје. Со изградбата на колекторите на левиот и десниот брег на реката Вардар, градот Скопје успешно ќе ги собира урбаните отпадни води, со што санитарно-хигиенските услови во централното градско подрачје ќе бидат значително подобрени. Изградбата на овој колекторски систем е предуслов за изградба на главната пречистителна станица за отпадни води во градот Скопје, чија градба ќе започне во 2020 година. Проектниот договор предвидува изградба на колектор на десниот брег на реката Вардар во должина од 3,4 км, и тоа од булевар Србија до железничкиот мост, при што во него ќе се слеваат отпадните води од постојната пумпна станица Горно Лисиче. Потоа изградба на колектор на левиот брег на реката Вардар во должина од 4,5 км, од точката на моменталното празнење на постојната канализацијска мрежа до железничката пруга и изградба на колектор од пумпната станица Макош 5 до поврзувањето со новиот главен колектор на левиот брег на реката Вардар. Со реализација на овој проект ќе се овозможи реката да биде заштитена од загадувањето со затварање на неколку испусти на отпадни води кои што во моментот директно се влеваат во нашата река. Граѓаните на нашиот град по завршувањето на изградбата конечно ќе добијат пречистителна станица во согласно со европските директиви, а во едно контрола и третман на водата која што се испушта во реката Вардар. Целта на проектот е намалување на ризиците од загадување и подобрување на целокупната животна средина и чистотата во нашиот град. Селото Чифлик во општина Петровец ќе добие чиста вода за пиење. Во тек се нови ископувања за вода кои треба да ги снабдува куќите кои веќе се приклучени на водоводната мрежа и да им се обезбеди чиста вода за пиење, затоа што стариот бунар не е функционален.
Во селото Чифлик во општина Петровец се прават нови ископувања за да се дојде до вода која ќе го снабдува ова село кое брои околу 300 жители. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски го посети селото Чифлик и местото каде што фирмата избрана на тендер вршеше ископување на место кое што претходно било испитано. Поради проблемот што го имаше општина Петровец со водоснабдување на населеното место Чифлик, еве денеска значи започнаме со нова бушотина да правиме, бидејќи покрај сите напори што ги правеше општината заедно со јавното комунално претпријатие од Петровец да го способиме стариот бунар, тоа не успеаваме и отвориме тендер, избраме фирма и денес започнаме со бушење на нов бунар. Да се надеваме дека овој бунар ќе има чиста и питка вода за пиење, бидејќи веќе подолго време населеното место Чифлик нема воопшто никаква вода. Општина Петровец значи за целава работа, значи за целиот овој проект одвои 600.000 динари од буџетот на општината. Целата работа очекувам значи бушењето на водата и поставувањето на новите цевки, новата автоматика, очекувам некаде од 10 до 15 дена да биде завршена цела комплет. Со ископувањето на вода која ќе го обезбедува цело село со вода, ќе им се реши проблемот на жителите кои некое време немаат вода поради нефункционалност на стариот бунар, кој го обслужувал селото. Но водата од стариот бунар не се користела за пиење, туку само како техничка вода. Новите бушења за вода се прават понастрана од старите, за да се спречи повторно загадување на водата и за да можат жителите на Чифлик оваа вода да ја користат за пиење. Градоначалникот Митевски рече дека водоснабдувањето ќе се подобри и во оние населени места каде што го има, но не е доволно за да ги обслужи сите жители. Имаме проблем со летеци, Дивле веќе е решен, може да се каже дека е решен проблемот. Имаме уште летеци, единствено село што нема вода и таму е предвидено да правиме бушотина, а имаме проблем и со населеното место Горно Коњери, со Средно Коњери, и таму водата ни е загадена, значи не е за пиење, водата е само за техничка употреба. И таму ќе здравие летниот период ќе видиме како ќе бидеме во финансиска кондиција општината и таму ќе имаме нови бушотини. Крајот на учебната година градот Скопје го означи со доделување признанија на најдобрите матуранти, првенци на својата генерација. Покрај признанијата, најдобрите ученици добија и парични награди. Целта на оваа манифестација, средба на првиот со најдобрите, е да го афирмира знаењето и училишниот успех, како и да им се даде јавна почит за постигнатиот успех на првенците на генерацијата. Традиционалната манифестација, средба на првиот со најдобрите, која има за цел поширока јавна промоција и афирмација на врвните постигнувања на средношколците, денеска се одржа во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шелегов, се сретна со 27 матуранти и првенци на генерацијата 2014-2018 и 2015-2018 од 22 скопски средни училишта, на кои им врачи признанија и парични награди. Организатор на манифестацијата е Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, а под покровителство на градоначалникот Шелегов. Верувајте ми дека вие сте меѓу најбогатите луѓе во Скопје. Се во животот можеш да заработиш, меѓутоа и се да зијадиш, освен сопственото знаење. Сте поставили една основа. Користете ја таа основа. Стекнувајте се со знаење секој ден. Затоа што вашиот успех е успех токму на градот, за кој што сите вие во соседните изјави кажавте колку го сакате и кои се вашите најубави места. Успешни луѓе во градот е успешна приказка на градот Скопје. Колку директно придонесувате за себе, толку индиректно придонесувате за овој град кој што гледам по вашите изјави дека толку многу го сакате. Осмата ликовна колонија Љубанци 2018 од денеска започна со работа во основното училиште Гоце Делчев во селото Љубанци. 20 ликовни уметници од Македонија и Србија ќе создаваат дела главно со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црна Гора.
20 ликовни творци од земјава и од странство ќе учествуваат на традиционалната ликовна колонија Љубанци, која годинава се одржува по 8 пат во основното училиште Гоце Делчев во селото Љубанци. Данчо Ордев, Новица Трајковски, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Бора Арсовски, Орце Гогов и Харлампија Манчев се само дел од домашните ликовни уметници кои ќе земат учество на колонијата која од денеска започна. Покрај домашните ликовни уметници и оваа година на колонијата ќе има уметници од Србија. А освен учество во колонијата, ликовната уметница од Белград Наташа Радосављевич ќе има своја изложба во просториите на општина Бутал, на која ќе бидат изложени 15 нејзини слики. Ќе имаме посебна чест да отвориме 8-та ликовна колонија, која што се организира во селото Љубанци. Општината Бутал ќе продолжи понатаму да организира вакви манифестации, каде што луѓето кои што се презентери не само на нашата општина, туку на Републиката, ќе ги искажат своите чувства на платно и ќе опишат нашата општина. За една недела, колку што ќе работи колонијата, ќе бидат создадени околу 50 уметнички слики, главно со мотиви од старата љубанска архитектура и убавините на Скопска Црна Гора. И годинава неколку уметници ќе работат скулптури во дрво и мермер, а во рамки на колонијата ќе се одржи и детскиот ликовен ден, кога 20 на најталентирани ученици од основните училишта во општина Бутал ќе се дружат и ќе творат заедно со познатите уметници и ликовни педагози. Нема колега кој не бил задоволен од простор. Љубанци е племенит простор. Нуди творечка идеја, колегите со својата работа го искажуваат преку своите ликовни дела. Творички секој се изразува индивидуално. Некој работи ателиески, некој во просторите на Љубанци. Сметам дека идејата секој ќе изрази индивидуално. Организатор на ликовната колонија е општина Бутал во соработка со Сдруженијето на ликовни педагози на град Скопје. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутал, а основното училиште Гоце Делчев е задолжено за престојот на уметниците. Погон за производство на ПВЦ столарија и магазински простор започна да се гради денеска во општина Илинден. Оваа инвестиција покажува дека продолжува инвестицијскиот циклус во општина Илинден. Во локалната економска зона Марино Кадено почна со градба нова инвестиција, погон за производство на ПВЦ столарија и магазински простор на инвеститорот Ивица Јаневски, што ќе се простира на површина од 800 метри квадратни. Според инвеститорот, станува збор за инвестиција вредна 600.000 евра, која што ќе овозможи отворање на 15 нови слободни работни места, а која се очекува да биде изградена до крајот на годината. Она што е посебно интересно за оваа нова инвестиција, според зборовите на инвеститорот, е податокот што целото производство ќе биде наменето за извоз, односно за надворешниот пазар. Збогатувањето на бизнис семејството за уште еден член покажува дека продолжува инвестицијскиот циклус во општина Илинден, која останува во фокусот на инвеститорите. На најдобрите екипи од средноученичките лиги на град Скопје денеска им беа доделени признанија. Во овие лиги учествуваат 245 екипи, а се одиграа над 1000 надпревари, во кои учествуваа околу 6000 ученици од 30 средни училишта од Скопје. Најдобрите екипи во средноучилишните лиги на град Скопје за учебната 2017-2018 година денеска добија признание и благодарници од градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Во текот на оваа учебна година во системот на надпревари на средните училишта во Скопје учествуваат 245 екипи, а се одиграа над 1000 надпревари во кои учествуваа околу 6000 ученици од 30 средни училишта од Скопје. Тие се надпреваруваа во 10 лиги кои се одвиваа во текот на целата учебна година, се до финалните надпревари кои што се одиграа минатиот месец. На овие надпревари се добија градските прваци во сите колективни спортови, а тие заедно со второпласираните не представуваа на надпреварите на државно ниво. Најдобрите екипи на средношколските надпреварувања ќе бидат испратени да се надпреваруваат со екипите со збратимените градови. Во октомври најдобрите екипи ќе учествуваат на надпревари со нивните соученици од Нимберг. Изминативе години учесниците учествуваа на спортски надпреварувања во Ниш, Белград, Софија, Љубљана, Загреб и Истанбул.
Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар постави сондачења за поплаки, пофалби и предлози, преку кои граѓаните ќе можат да влијаат врз подобрувањето на работата на јавното предпријатие. Сондачењата се поставени на паркоматите на паркиралиштата. Ако најдете време во секојдневната гужва и обврски и сте мотивирани да пишувате, можете да ги користите сондачињата за поплаки, пофалби и предлози за да го подобрите работењето на јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар. ПОЦ постави сондачиње на сите своји паркомати и од граѓаните очекува да го пишуваат своето мислење на соодветниот формулар. Откако ќе ги добие пополнетите формулари, Паркинзи на општина Центар со посебно формираната комисија за таа намена, еднаш неделно ќе ги разгледува сите пристигнати поплаки, пофалби и сугестии и ќе постапува согласно надлежностите, информираат од јавното предпријатие. Тие се надеваат дека со овој потек ќе го подобрат својот квалитет, а граѓаните ќе добијат услуги какви што заслужуваат. До 18 јули треба да се достават проектите за новата градска болница во Аеродром. Конкурсот веќе е распишан и ќе се спроведува преку електронскиот систем за јавни набавки. Распишан е конкурс за идеен проект за нова градска болница на подрачјето на општина Аеродром. Конкурсот ќе се спроведува преку електронскиот систем за јавни набавки. Со цел да се обезбеди болничка заштита во дефинирана мрежа на општи и специјализирани болници и соодветно да одговори на потребите на жителите на градот Скопје и пошироко, Министерството за здравство смета дека е потребно да се подигнат капацитетите на така наречените градски болници и на тој начин да се намали притисокот врз клиничкиот центар, велат од Министерството за здравство. Новата градска болница треба да имплементира нов модел за пружање на амбулантска здравствена заштита и дневна хирургија со неинвазивни постапки, со цел намалување на просечната должина на болнички престој. Во Македонија утре од пладневните часови ќе биде нестабилно, најпрвим во западните делови, а потоа нестабилноста претежно преку северните ќе се поместува кон источните делови. Врнежите повремено ќе бидат поројни и проследени со грмежи, наместо со засилен ветер и услови за појава на град. Во следните денови ќе биде променливо облачно и нестабилно. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање. Температурата во Скопје утре ќе достигне 30 степени. В петок ќе има намалување на 27 степени, сабота 28 и недела повторно зголемување на 31 степен. И уште една информација за крај. Јавното предпријатие Паркови и зеленило соопштува дека поради големата брзина на ветерот од над 80 км на час, сите настанати штети од саботното невреме се третираат како последица на природна непогода и предпријатието нема никаква законска обврска за исплаќање на штетата настаната од паднатите дрвја. Тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер.